Значи, уште еднаш ќе кажам, овие информации ги имате првчас теоретски антропомоторика, овие информации ги имате на веб страната, но убаво е да се, колку што паметам, 8 кредити, да, се надам не се сменети со последнава акредитација, мислам дека треба се толку. Што запишувате во индекс, името на предметот, името на наставникот, кредити, семестар, мислам дека некој се запишува, да, веќе ви е запишан предметот во тој семестар. Административно, најверојатно сите тука ќе мора да ми помогне некој или некој од вас. Дали со запишување на семестарот ги пријавуваат и предметите во iKnow? Да, професор. Да. Да. Океј, супер. iKnow мора да има пријава, без тоа не функционираме и нормално ако немате запишано семестар во iKnow, тога се водите дека не сте студент или студентка, тој момент регулирајте го. Имате ли некои вакви административни прашања од претходниот семестар за да, ако можем, нешто да помогнам? Некои неразјаснети работи? Техничкиот дел во iKnow не го знам. Некој не му е на мют телефонот, па изгледа јас се слушам какофонија во позадина. Но добро. Да. Не водам евиденција, на часовите се снимаат, ќе ги имате на YouTube, ќе ви пратам после секој час од кога ќе се аплодува видеото, ќе го имате за да може да преслушате. И нормално комуницираме. Се што треба да, ако имате некакви прашања во однос на предметот, можам да одговорам. За студентски прашања не знам кога работат, што документи ви требаат, што ви треба за запишување на семестар, такви административни работи, не знам многу, ама вака на настава, ако нешто мислите дека може да се праша, па можеби сум начул нешто, можам да помогнам. Се што е во врска со предметот, слободно прашувајте. Дури и на Facebook, ако поубаво е да еден праша, ако одговорам на тој, ќе прочитаат сите, а ако прашувате на Messenger, тогаш се отежнува комуникацијата. Не пишувајте на Messenger, да не заборавам, некои правила на игра на почеток, нели? Иако ги се знаеме, се запознавме. Не пишувајте на Messenger кој е безпотребно. Например, ја денеска нема да можам да дојдам на настава. Тоа во прво деление го правевме до 8. Ајде од 1 до 4 година, нели, кај некои професори, овој факултет. Ако дојдете на настава, добро, ако не дојдете, добро. Во превод тоа значи ако сакате да завршите факултет во ред, ако не сакате да завршите, повторно е во ред, на вас останува. Како ќе одберете да се однесувате во однос на образованието, но искористете ги професорите максимално колку што они знаат, ја за мене веќе кажам колку што ја знам, искористете максимално за да може да добиете информации кои што ќе ви користат во текот на студирањето и понатаму. Така да во тој дел, стручниот дел, сум расположен секојаш да давам консултации. На кратко, имавме еден интро дей минатиот семестар, но ете, бидејќи официјален почеток на настава и треба да го имам предавање во зачувано, да знаете со кого имате информација, со кого ќе соработувате, нели, 95-та година, 97-та сум запишен на факултет, почнав студии 97-та, вие почнате студии 2022-та. Иако морам да кажам, тоа е за мотив, нели, кон сите, дека првин студирав електрофакултет, 2 години, не биваше, и не дека е втора опција, туку ова било секојаш прва опција, но по инерција од средно училиште електро на тој факултет. Сакам да кажам дека некогаш може да се направи пауза во студирање, некогаш може да се замени тема на студирање, тоа не е ништо страшно, но сепак тоа што ви интересира можете да го, доколку навистина ве интересира, можете да го совладате и да си чекорите во тие води. Иако може да се менуваат, нели, и други теми за студирање, и други факултети и нешто што не е како факултет. Па, например, ево десна страна, тука е сега ќе предам на тоа каде што е Маусов, пишува дека
која година беше пред 2 години, короната која беше, цела година Академија за Data Science. Не е никогаш досно да се студира. Тоа ми е целта и мотивот зашто го кажувам овој дел во представувањето. 2001 имам завршено факултет, 2008 магистар на науки, 2012 докторатот брането и во меѓувреме, не знам, ето автор на некои 60 на 70, 65 труда, мислам дека се 2 книги и многу одржана настава. Сепак, нели, не значи дека квантитетот е исто со квалитет, но вие ќе процените на крај. И убаво кога ќе се дава проценка. Што имам друго да кажам, во кој дел може да ми искористите? Да, работам како фудбалски тренер, кондициски тренер во фудбал, сум работел како кондициски тренер во тенис, ова е Горе Србљак, со него најдолго до сега соработувам. Он беше, мислам дека и оваа година се води како најдобар македонски тенисер, не сум сигурен, поправајте. Сакам планини, планинарење со мојата фамилија. Соработувам со Polar Snowboard и ски клуб, кој што носиме деца на зимски и летни кампови. Сум некој генерален секретар и основач во Македонска асоциација на инструктори за снежни спортови. Ова слика е, да, сам работнички беше, да, на теренот, трет трофеј, двојна титула. Обожавам да обучувам и да пренесувам знаење за скијање кај деца. Може да ги изброите скиите тука колку се. И убаво и вие тоа да можете да го правите. Обожувам да поминувам време со мојата фамилија. Сакам летачки активности и меѓу другото со нашиот колега Шикеровски имаме работено во ски патрола на Кожовски центар, кој што за жал не функционира, иако е добро да се спомене. Беше еден од најпросперитетните ски центри по менаџирање. Но за жал тоа е така, кога го спомнав колегата, чисто знаете што се може да се функционира, нели? Тој е веќе 10 години тренер во Бугарија, кондициски тренер во неколку клубови, од Ботев, Пловдив, во Славија, Септември, моментално е во Левски, во МЗТ во Скопје, во Работнички во Македонија, во Академија Пандев и така натаму. Значи, тој што сака да совладува материјал и да работи на ова поле, може, ќе му се отворат вратите. Во овој дел имам толку на кратко, ако сакате повеќе, може некој CV има на веб страната, па да прочитате некои материјали, ако мислам дека не е апдейтувано како што треба. Што ќе работиме по предметот антропомоторика? Да, ова е првиот дел кој што додека зборуваме и го пратам во чет, мислам дека во чет е наједноставно да се прати, ќе ми се отвори една табела каде што јас сум пополнет како прв студент, 0 број, а понатаму пробувајте, пополнувајте се вие. Не брзете многу, затоа што да не се преклопувате со полињата, но ќе видите ќе биде обележено полето кога некој пред вас ќе пополнува нешто. Дури и да сте пополнети на некој поле подолу, не е никаков проблем и ми е битно да пишете ваше први презиме, па име, да се договориме, или може име и презиме. Ајде име и презиме, нека биде така пишува во табелата. Слушате, добро за нас оке. И тие што ќе слушаат на YouTube, доколку не се подпишале, ова не е подпис, ова ми треба информација дека кога ќе ги праќате практичните тестови, значи резултатите од практичните тестови ќе ги запишувам во оваа табела. Значи сега да пополнувате и толку. Доколку некој не е приклучен на предавањето, го слуша на YouTube, ве молам исто така во коментар на YouTube би требало да го има линков, тука ќе се подпишете на некој начин, значи име, презиме на кирилица, не на латиница. Ве молам. Кирилица, не ми чита латиница. Значи кирилица, име и презиме, точно како што сте запишани во индекс и ваш број на индекс. Другиот дел јас го пополнувам згибови, склекови, Куперов тест. Океј, имате прашање во однос на ова? Прво прашање што може да се јави, професорот не го отвара линкот. Линкот се отвора, барем кај еден, и успеа ли некој да го отвори? Да, професоре, јас успеав. Супер. Уствари можам ја да видам веднаш. Да, како што може да приметите, веќе се пополнуваат вашите колеги, што значи дека ако имате проблем со логинот, најверојатно треба да оставите некоја
Да бидете на Gmail или на Yahoo логирани. Ај помогнете ми некој дали му побара да се логира некаде? Бара за логирање автоматски, валјда ќе се логирани сите. Ако користат некој од овие... Да. Да, окей, тоа би беше делот, значи јасно е, најверојатно ќе треба да се, доколку ви прави проблем да се логирате, инаку од моја страна шер опцијата е ставена, вие сте сите едитори, што значи дека нема да има проблем во тој дел. Многу ми е битно да ги имам имињата, да знам со кого ќе ова, например, Михаело Џурлев, ја ќе го поместам понатаму, не е никаков проблем, оставете го. Тука ќе ги водам како евиденција резултатите од Згипс клек и Куперов тест. Ќе ги имате и вие на увид во секој момент. Океј? Добро, со што се занимава антропомоторика? Ова е веќе стручниот дел. Како што може да видите, зборуваме за карактеристики на движечки способности. Па, например, ќе зборуваме за какви видови на движења постојат, ќе зборуваме за латентен и манифестен простор, дали ќе го споменам тој на предавање, маркантен е човекот, дали Усеин Болт е брз и дали може да процените дека е брз, додека пие кафе и седи со вас и прави муабети. Дали може да процените дека Меси е фудбалер или Роналдо или било кој Брозович, како земеме Хрватска, дека може да претрча толку километри на надпревар на колку што тој претрчува 16.500 километри за 120 минути. Претрчани во висока зона. Не знаеме зошто, ама од друга страна сме читале и слушаме дека тој може. Кога ќе дознаеме, кога ќе го истестираме или кога ќе видиме дека може со некоја така метрика да провериме дека навистина може. Ама што е тоа што него му прави да може? Тоа е нешто што е натрелатентно како простор, постои трениран, совладуван, обучуван, некои механизми се адаптирале за да може да биде овој првиот Усеин толку брз, овој другиот да претрча и да биде квалитетен во играта. Значи, ќе зборуваме за некои такви карактеристики каде што се споменува тој латентен и манифестен простор. Зошто е битен? Затоа што ќе видите понатаму, на тој начин можете да навистина ќе знаете што се случува со физиологијата или со телото кога манифестира некои моторички способности. И сега што се моторички способности? Втора точка овде пишува. Моторички способности се исто така квалитети на човекот преку кој може да покаже дали е брз, дали е доволно силен, дали може да издржи цел надпревар или да се качи до врв на водно или да направи триатлон трка. Сега ви кажувам некои работи кои што не се врзани со топка, нели? Дека не е само овие спортови кои што ги гледаме на телевизија, ги има и другиве што ги споменувам. Дали може да се качи на карпа, која што е висока 100 метри, па треба да помине 4-5 часа на незе да издржи во прикажување на силови способности. Значи тоа се моторички способности, сила, издржливост. Па дали некој во спринт со велосипед ќе направи, ги знаете, например, во затворена сала, каде што прават двајца паралел спринт на велосипед. Таму покажува чиста брзина. Го има и со лизгалки. Може да покаже, нели, брзина или 100 метра, тоа е веќе способност за брзина. Дали гимнастичарите или во некој друг спорт, фудбалерите, дали имаат добра флексибилност? Флексибилност е моторичка способност. Една моторичка способност веќе би требало да ја знаете. Па ние ги поминавме, да, и сила и флексибилност на практичните часови зборувавме за нив. Што е потребно при совладување на нови движења? Која моторичка способност најмногу ни треба? Координација. Точно. И сега ги напоменав, значи во моторички способности влегуваат сила, брзина, издржливост, координација, флексибилност, рамнотежа, прецизност. И да, треба да се толку. Ние зборуваме за нив. Некаде ќе најдете поделба дека се само сила, брзина, издржливост и агилност. Некаде ќе најдете поделба на
физиолошки и моторички способности, како што се издржливост, генерално спаѓа тука заради така сметаат како нека физиолошка способност, и овие другиве каде што се на пример моторички брзина, сила, да, а во координацијски би влегле координација, прецизност, дури некаква флексибилност се става тука. Брзината е всушност одвоена, ама ќе зборуваме за секој од овие моторички способности посебно. Вие можете во меѓувреме, ќе ви оставам информација за книга и за претходни предавања на последниот слайд, доколку ви интересира пред секој предавање или веднаш после или во ваше слободно време, прочитајте си нешто за темите. Ќе ви пратам распоред по кој што ќе се раководиме, само да ги одвојам уште еднаш темите, ќе ви го пратам комплетниот распоред за целиот семестар и ќе знаете за која тема ќе зборуваме во наредната недела, на пример. Па ќе имате време да се спремите. Сега, како што кажа колегата, координација како моторичка способност најмногу учествува во формирање на моторички навики. Ете, ќе зборуваме и за нив, иако на практичните часови многу зборувавме за формирање моторички навики. И што значи тоа? Условен или безусловен рефлекс вроден или научен рефлекс, или обратно беше условен е научен, а безусловен е вроден, но ајде, имаме тема за тоа. Ќе зборуваме за антропоонтогенеза, значи како бил животниот пат на движењата кај човекот во филогенеза од создавање на човекот како вид, или какви се движењата кај човекот од раѓањето па нели до за нас до сега, до денот до која ќе зборуваме, и можеби понатаму да предвидиме, а за повозрасната категорија на луѓе, нели до нивната возраст и секако до крајот на животот, што ете сите не очекува. Ќе зборуваме за тестирање, нешто зборувавме подетално. Некоја терминологија малку спомнав, но ќе ја поминеме и тоа мислам дека нареден час заедно со тестирање ќе ја поминеме терминологијата. Да, и на крајот ете така, како фитнес апликации сум напишал не само тоа, фитнес апликации кои што каде се може да се аплицира ова што ќе го зборуваме, а најчесто е во трансформација на моторички способности. Значи најчесто е во трансформација на моторички способности и тука ќе се задржи поголем дел од вниманието, затоа што таа тема ќе ви биде многу интересна и за понатаму. Како да направам повеќе згибови? Како да го подобрам резултатот во Куперов тест? Како да бидам побрз? И дали можам да бидам побрз? И дали можам толку повеќе да ја зголемам брзината колку што можам издржливост? Издржливоста, вели тамо некои автори, Гајич има дека може 7000 пати да се зголеми, ама брзината не може. Што значи дека некој што не може да се качи на водно, ќе може да се качи. Нормално ако е здрав или здрава единка. Ама да го намали резултатот, например, од 14 секунди да стаса до 9, кај Усеин тешко ќе биде. Затоа што е генетски детерминирана таа способност, всушност е хередитарна или зависи од генетиката и она што е работено во детството. Епа тоа во детството се однесува на антропоонтогенеза, ќе спомнеме некои моменти, но детално во секоја способност. Наставната програма по антропомоторика, да, точно зборува баш за ова, дека кои се цели на програмата, што е содржина и овие сите работи како теми се опишани во овој дел. Како се работи, нели, самостојно, гледате колку имате домашно учење, 130 часа домашно учење, како замисла за оваа наставна програма. Имате ли некое прашање? Слободно прекинувајте ме. Подобро е да комуницирам отколку само јас да кажам тоа што планирам да го кажам. Океј. Како ќе се изведува наставата? Имаме предавања, нели практичен и теоретски дел. Практичниот дел 90% го поминавме, концентрирано во декември, со тоа што во март очекувате дека најверојатно ќе направиме уште некои дополнителни часови, посебно за тестирања, за издржливост и ќе видиме можеби за сила, нешто тие се многу интересни теми кои што убаво е да се поминат. Дел ќе бидат презентирани онлайн, дел ќе бидат нели убаво е да ги пробате во живо. Како функционираат. Во однос на тоа што вие треба да го направите, ќе се вратам тука. Предавања, теоретски дел, практичен дел. Сега постојат нели услови некои за да може правила на игра, за да може да го дефинираме вашето студирање. Бидејќи
еве сите држат настава, но нашата работа ќе завршиме како настава, вашата работа ќе биде да покажете дека сте совладале дел од материјалот. Некој ќе совлада одлично за 10 и повеќе од 10, некој нема да го совлада, па ќе мора да се гледаме неколку пати. Убаво е да се кажат и добри примери, нели? Например, ај добриот пример ќе го оставам за на крај. Не за на крај, за прво ќе го кажам лошиот. Например, е последна испитна сесија, доаѓаат колегите и колешки, неколку од нив. Едното доаѓаше колку 7 пати. Не е моја кривица тоа. Значи да дојдете во продавница, дојдете и да не е продавница, дојдете на театар. И да не знаете што ќе гледате, вие сте замислили дека дојдете на фудбалски надпревар, а всушност тоа е било театарска представа. Тоа е малку така, не е окей. Нели? Ама 7 пати да доаѓате така е веќе малку повеќе не окей. Што значи не се завршени обврските. Ја разбирам. Имате и други обврски, иако знам дека немате. Повозрастните може би имаат, ама студентите на 18-19 годишна возраст немаат други обврски. Освен студирање, другото се е дополнително. Тоа е некој вид на работа. Од другата страна, позитивен пример, пред 2 години испитна сесија се пријавува 20 студенти само во јуни, само 20 студенти во јуни. Зошто? Не знам. Најверојатно добро се договоривме, им кажав, тие што не знаат да не се пријавуваат. 20 од нив не разбрале дека треба да научат и дека не може да поминат ако не научат, и ги прашав, сте учеле? Не сме учеле, добро, може да се излезете, се излегуваат, другите 18 добијат 10. Зошто добијат 10? Затоа што го разбра договорот, научиле, на секој од нив станав, пружив рака, затоа што знаеа за повеќе од 10. И бидете од овие 18. Бидете сите колку сме тука, 39, и другите што не се вклучени, пробајте да бидете од тие од 18. Во јуни кога ќе се вклучиме, еве 39 нека бидат или колку ќе се пријават. Сите да завршите на време и после тоа да се гледаме директно во очи, а не да спуштаме поглед едни со други кога ќе се видиме некаде на некоја спортска манифестација или во едукативен центар како што е факултетот. Дали ме следите? Да. 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 Значи, Да. добро, јасно е, се слушам. Значи, овој дел е јасен и не разговарам за него повеќе, затоа што имам и обврска која што е така кон државата. За кого? За Македонија. Дека треба студентите да добијат знаење. Тестирањата. Ова се нормите. Се договоривме од претходниот семестар дека ќе ги праќате на месенџер. Еден колега проба да прати, неколку пати се враќаме назад, затоа што не разбрал дека која е правилната изведба на СГИП, а потоа не разбрал која е правилната изведба на склек, но ми прати повторно, ама ќе го проверам деновиве, не сум го отворил пораката. Куперов тест ми прати добра информација, што значи не праќајте информации од типот јас можам 7 згиба и ќе вежбам и ќе ви пратам уште еднаш. Не. Кога ќе можете 10 згиба, правилни, мислам дека ги покажав какви се, тогаш праќајте. Чекај да видиме на YouTube дали има. Grammarly is a digital writing assistant that helps. Да, мора овие рекламиве да поминат на YouTube. Но овде има батерија на тестови, која што правилно објаснува како се изведуваат згибовите за оние и сите тестови за оние кои што не биле на час. Значи брадата каде треба да помине, ги приметувате рацете дека се во потфат, лактите се спружени, неправилни изведби и така натаму. Мислам дека има за има за склепче, додолу и догоре, додолу и догоре. Значи не половинчиња. Ова не се брои. Зошто? Затоа што тестот вели дека дефинира правилна изведба. Јас половинки можам да направам 30 или 50, ама вистински можеби не можам да направам повеќе од 10. Дали постои разлика меѓу правилна изведба и неправилна? Постои. Резултатот крајниот ќе биде многу лош, нема да биде реален.
Што има уште нешто? Да, склекна под за колешките. Значи, многу сум изненаден кога колеги слушаат предавања, им ги праќам линковите и тие повторно се тестираат со склекна под. И неколку пати ќе пратат и повторно оди тоа со склекна на под. И им кажувам, добро, не разбирате дека е за колешките? Не разбира. Поедноставно има. А може ли да направам склекна под? Па имаше после објаснување дека овие згибови, ваквите згибови се женски згибови. Машките згибови биле со натфат. Нема машки женски. Има правилна положба. Човекот или групата на истражувачи кои што го воспоставиле овој тест, направиле огромна база на испитаници и ги провериле дали се добри метриските карактеристики на тестот, и за ова ќе зборуваме што се метриски карактеристики, го тестирале на овој начин и сватиле дека вака подобро можеби покажува или прави разлика помеѓу испитаници и вистински ја прикажува ова. Тука се тестира што? Може ли некој да ми каже што тестираме преку згиб на вратило? Или склек на разбој? Генерално исто. Или склек на под? Која моторичка способност? Сила. Силина, точно. Сила, силина, малку постои разлика и за тоа ќе зборуваме во терминологија. И сега кога ќе прашам на испит, кажете ми за пример за издржливост, и они велат згиб на вратило. Не е издржливо згиб на вратило. Згиб на вратило влегува во силови способности. Точно е, правам 100 згиба. Да. Тогаш веќе можеме да зборуваме за некој издржливост, ама повторно тие 100 згиба ќе бидат во период од некои 5 минути, 6. Значи не е класична издржливост каде што нас не треба, например, 40 минути анаеробен режим да работиме и да создаваме лактати и да бидеме во некоја црвена зона од максимална срцева фреквенција, каде што сме над анаеробниот прак, пример. И тука сме над анаеробниот прак, ама имаме 40 минути. Значи тогаш веќе може да зборуваме за издржливост. И убаво е овие работи мора да ги знаат, затоа што луѓето кои што ги интересира, не се запишани на факултет, може да ве изедат со информации со вакви работи, а ги интересира и читаат. Значи неформално се образовани, за разлика од вие кои што формално ќе бидете образовани, мора да ги знаат информациите. Првен заради вас, а второ заради ширење на информации понатаму. Значи, еве правилната изведба има и тука. Да, ќе ги најдете, тој што ги интересира понатаму може да најдат на кај мене на YouTube или каналот ги има. Го има баш ова видеочки уште еднаш. Да, како батерија тестови. Еве, 304 луѓе го виделе у претходни 2 години. Цела статистика имам колку минути се гледа. Можам да ви кажам дека сите предавања оф рекорд, сите предавања максимално кога проверував пред 2 години се гледаа не повеќе од 7 минути, иако трае саат и пол. Така YouTube кажува. Значи колегите ги вртат на брзина и не поминуваат на цело слушање на предавањата. Што нас не интересира овде? Значи за студенти склек на разбој, згиб на вратило, Куперов тест. За колешки склек на под, згиб на вратило, Куперов тест. Океј, ова се нормите. Кога ќе успеете вистински правилно да изведете, снимете се и видете, вие ќе процените дали е добро. Вие утре ќе тестирате. Ако пратите и кажете дека е добро, сметете дека сте паднале, а не е добро изведбата, сте паднале на испит. Што значи, споредете со мојата изведба, прашете на настава, прашете други, прашете ме дали е добро, ама ја дадов насоки каде може да се види правилната изведба. Снимете се и проценете, споредете дали е добра изведбата или не. Доколку не е добра изведбата, не праќајте. Океј? Најверојатно е океј. Овој дел, затоа и ќе пробам с предавањето само воведно да биде, затоа што еве сакам на пример да кажам, имате ли некој од вас идеја како да се подобри згиб? Тој што може да направи 3 згиба. После ќе прашаме и тие колешките што не може да направат ниту еден. Имам 3 згиба, што треба да можам да направам 3 згиба и не можам 4 да направам, што треба да правам во периодот што следи за да можам да успеам да направам 10 згиба. Сака некој да помогне? Можеме да подскокнуваме од подот и слегваме надолу, полека да биде движењето. Максимално споро.
и така ќе се подобри силата. Добро, ајде, не знам, интересно да отскокнам од под. Ама па така ќе го научам движењето. Имаме други пулапови, Australian pull-up с по-ниска шипка и изправени ноги се напред, тие се полесни. Добро, и сега он прави Или па со ластика исто со по-крута, па со по-мека е. Значи сега зборуваме за ластик. Ајде, ластик ќе го пишем прво. Добро. Значи ластик газам на него со колено или со нога или со стопало и тој ми помага да се така ми ја олеснува тежината на рацете за да можам да се кренам. Таа идејата? Да. Добро, втората идеја беше значи ниско вратило или било каква, значи пазете кога беше корона многу интересни видеа добивав каде што луѓе работеа, колеги ваши работеа на гранка од дрво. Не може во сала да влезе. Че не мора се лимитирате кога треба во сала да отидете. Имаше еден колега направено шипка од не знам што е искористил, буквално на пивски флаши ставена и за да може да направи две такви шипки, за да може да направи изгиб на вратило. Секоја чест. Битно е да функционираат работите, не треба да се нашминкани. Сакам да кажам дека има поред некои стари згради, особено во Скопје, мислам дека и во другите градови, стари згради, имате онакви вратила за трешење на теписи. Можете да ги искористите и тие. Не морате постојано да барате сала и тоа да биде изговорот немам сала. Се снаоѓа. Значи на ниско вратило. Океј, нозете на под. Добро, некако друго или некоја друга идеја, на пример, колку повторувања да правам, колкав интензитет, колкав волумен, можам да направам 5 згиба. Еве згибови нека бидат. И 5 макс. Ова се од вас. Вие и часовите по антропомоторика ќе го искористиме, особено кај моторичките способности, да вие бидете лекари, кои што ќе препишете рецепт. И сега, ја не можам да направам повеќе од 5 згиба и видам, овој професоров инсистира на 10, ти колега, некој од нас тука, например, Васко Старделов, го гледам сега како име, ти си има завршено факултет или студираш, помогни ми како треба да вежбам. И сега вие кажавте тука, одскокнување од под, ја го прешкртнав, има момент на учење кој што ќе ви смета понатаму, ќе ви пречи, и ке ластикот, исто има момент на учење, него прешкртав, може да помогне, ниско вратило, може и тоа да помогне, да, ама него прешкртав, затоа што генерално се работи за грб. Вежба, ама што да правам, значи колку пати да вежбам, цел ден? Да направам неколку серии. Добро, колку повторување? Та можеме да направиме 3 до 4 повторувања по 3 до 4 серии. И така ќе си озголемиме бројот. 3 до 4 репс со 3 до 4 повторувања внатре. Така некако? Да. Во секоја серија. Ајде, нека не бидат... Ајде, нека бидат серии. Да, ги утнав малку. Добро. Сега, ова веќе личи на рецепт. Ви текнувам? Сакам да дадам некој лек и кажувам 3 пати на ден по толку. Ова веќе личи. Само имам овде прашање. 3 до 4 повторувања во серија. Ова е за 5 згиба? Да, за максимум 5. Ајде, ако може максимум 10, а треба да направи максимум 20. Па ако можеш максимум 10, би рекол од 8 до 9 да прави. А зашо не да направи 10? Од и така ќе се потроши целата сила и ќе не може после да прави, да речем, пример, по 3 серии, по 8 ќе не може да прави. Ако направи на серија 10, после ќе можеш помалку прави 6, втората серија ќе може да прави или 5, третата серија. Добро, но тоа е за ако сакаме да го истестираме, например, денеска. И
ќе каже или испитаникот или испитаничката ќе каже мислам дека не ги направив добро, да пробам веднаш сега, ама тој веќе дал максимум, му треба малку време за да се повратат креатин фосфатот како енергија, да се централниот нервен систем да се олабави. Значи треба, нема да може, ако сега направам 10, нема да може во наредните можеби пола час, некогаш и многу повеќе да направам повторно 10. Тука се сложувам. Да. Ама има еден момент каде што на пример кај силовите способности се работи до отказ. Зошто? Затоа што така најмногу се подобрува максималната сила. И се како до отказ да работаме, колегата вели ќе се потроша. Па да, целта е да се потроша. Ако ја можам да работам 10 згиба и јас секој се лимитирам на 8 или 9, тогаш нема ефикасно да настане трансформацијата. Тоа значи дека никогаш нема да излегувам многу од мојата комфортна зона, ќе зборуваме за тоа. Човекот Ово што кажав беше како за почетници. Потоа кога ќе сме посилни, ќе можеме до отказ да одиме. И така по ефикасно сила ќе се добија. Добро, но еве ја на пример не се сложувам. Ова први 5 згиба не е почетник за мене. За мене почетник е 1 згиб. Конкретно кај згибовите. 0 згиб 1, тоа е можеби почетник. 10 згиба не се почетници. Тој или таа нешто имале работено. Без разлика колку згибови, за оваа тема ќе зборуваме ке силина, ама е супер, морам сега да ја кажам, затоа што вие треба тие што не може да направат од овој дел, значи да ги исполнат нормите, мора да ги изразговараме и само да видам со кого зборував, извини. Со Давид Димовски. Давид, одлично. Значи ве молам и другите да бидете како Давид, да се вклучувате. Дури и ако нешто не се сложиме, можеби јас ќе научам нешто од вас, можеби вие ќе научите или ќе дадете друга идеја. Например, ова е интересна идеја, со нозете ниско вратило на пот. Секогаш до отказ. Силовите способности се работат секогаш до отказ. Не плиометрија, не силова издржливост, ама бодибилдер ако го прашате, дури почетник, нормално, првиот тренинг или 2 тренинг или 3, можеби нема да работи до отказ со помали тежини, ама понатаму, за да го, така жаргонски кажано, шокира мускулот, иако не е само мускулот, него е целиот систем човек, функционира, мора да се работи до отказ, тогаш излегувате, доаѓате до комфортната зона. Не ми е тука слайдот кај што можам да ви обяснам што значи комфортна зона, но тоа значи дека излегувате од рамките на нормалното постоење. Ова друго е некој субмаксимален интензитет, нас не треба максимален интензитет. И сега, да не измешаме, кога ќе зборуваме ке сила, ќе кажеме што е максимална сила, што е хипертрофија или зголемување бодибилдерски режим, што е силова издржливост, како 3 метода, некои основни. Ама, кога зборуваме за број на репетиции, значи повторување во една серија, тогаш силата е секогаш поврзана со отказ. Секогаш до отказ. Неколку пати повторувам. За да бидете ефикасни. Инаку, да, вие можете да правите, ако работите 10 згиба, ќе вежбате со 5 згиба, ама тоа ќе ви биде макс на тестирање, вие ќе направите, дури може да ви падне силата. Па да можете да направите само 7 или 8, ако не ја допирате зоната на 10 згиба. Што значи, еве нека биде препорака за да не држам многу со времето. Супер, Давид. Одлично. Блиску сме, само моја интервенција е дека треба да отказ. И сега, тој што може 5, што ќе направи? Сега ќе се надополнам на Давид. Тој првата серија ќе направи 10. Втората серија, Давид, колку ќе може да направи, ако оди до отказ? Што мислиш? Ако оди првата серија до отказ, втората мислам дека ќе можеш 1 или 2 помалце. Например. Супер. Ама, ако го тераме и втората да биде до отказ, тогаш повторно ќе го допре нивото кое што е потребно за да настане адаптација. До отказ ќе оди. Да. Значи, трета серија ќе му дадеме ли да направи? Па, ако мисли дека ќе може, ќе му дадеме. Точно, ќе му дадеме и трета да направи. Може би првиот тренинг да направи 2 серии доволно за да нема големо воспалување. Или тој DOMS ефект, тоа е Delayed Onset Muscle Soreness. Ке го спомнувам многу пати. Добра е темава сега да се каже за тој момент, значи тоа не е акумулирање на лактати или, како го викаат, заради што настануваше воспалувањето, заради
ќе ми текне терминот. Тоа е затоа што се кинат мускулните влакни, има микротрауми настануваат заради тренинг ефект. Значи при тренирањето настануваат промени во мускулното влакно и се морам, некој не ми е на чат, најверојатно не приметува, па морам да ве мјутнам сите повторно. Да, се извинувам, морам да ве мјутнам. И ако претерате првиот тренинг, тогаш може да има воспалување. Мускул фибер, да, сега ми текна терминот. Мускул фибер, нема везе. Тоа не е мускул, нема, тој термин не постои. Се работи за микротрауми при кинење на класични мали микротрауми физиолошки, не се тоа патофизиолошки, значи да скинат мускулот, да треба операција, туку адаптација нормална на мускулното ткиво при тренинг. Но сепак ако се претера, настанува болка. Нормално ако претерате многу со не може со вежбање многу да претерате, но ако настане некоја екстремна побарувачка на енергија, тогаш може да настане и механичка повреда, тоа е патофизиологија, мислам, веќе влегува во делот на кинење на или механичка повреда на мускулно ткиво или коска, но тоа е друг момент. Во овој дел нас не интересира што? Дека треба да одиме до отказ. Колку серии? Првите ден-два нека бидат 2 серии до отказ. Третиот ден, четвртиот, паузат мора да има преку 1 ден, значи понеделник вежбаш, среда вежбаш, веќе во петок можам да правам 3 серии, 4 серии, можам да правам згибови. Можам и првите денови, зависи каква активност сум правил и дали моето секој индивидуално реагира на напорот, но пријатно чувство ќе се појави да почувствувате дека мускулите работеле. Колку време така да работам за да стасам до 10 згиба? За 8 недели. Не знам, може и за 2 да бидат, Давид. Давид ли беше сега, не сум сигурен. Не бев јас. Да, добро, се извинам. Што е интересно, што ова го зборувам на почеток затоа што секоја способност има слични моменти дозирање и за секоја способност, дури и флексибилност, треба да знаете како да ја издозирате. И сега ова нас не користи, ќе кажем уште една, за да вие праќате резултати, но да размислите како да ова е студирање. Значи секој сам да проба и можеби да прочита уште нешто како да го направам тоа. И сега втората недела човеков доаѓа, трета недела нека биде 9-ти тренинг. И прави прва серија 10 згиба. Ја мислам дека ќе може да направи во трета недела дека ќе може да направи. Но еве нека бидат 8, ама сакам да ви кажам дека ако секој правите дотказ, тогаш вие во првата серија ќе се истестирате и ќе видите дали можете или не можете. Може би утре дента нема да ви биде денот, па нема да можете да направите и правилни 10 згиба. Но затоа пробајте, вежбајте, нека бидат 12-13, за да може 10 правилни да бидат без никаков проблем. Но идејата е дека секој тренинг ви е тест со метод на отказ, а така се работи. Значи бодибилдерите, еве конкретно, вежбите кои што излегуваат со тегови, излегуваат од бодибилдингот, после се преадаптираат во функционален тренинг, во кросфит тренинг и во што се не друго. Мејнстримови многу има од вакви мејнстрим тренинзи по нетов особено се наоѓа, во етеров се шират, но идејата е дека они работат до отказ. И тука има ефикасна трансформација. Ако не го работите до отказ, тогаш е проблем. Особено, например, максимална сила, кревачина товар. Кревачина товар има, се знае, кога работи со помала килажа, да се загрее, ама еднаш или два пати во текот на тренингот мора да дигне до отказ. Инаку, пак ќе кажам, не е мускулот само тој кој што се адаптира, него комплетно телото треба да се адаптира. Значи, први, централниот нервен систем да прати кај максималната сила, да прати точен број, да прати ефикасни импулси, за да може да направи дразба на ниво на мускул. Мускулот треба да направи, да е силен, да може да ги собере сите ресурси, за да може да направи едно изведување од clean and snatch, нели, она подкревање, ама и брзо да се опорави после тоа. Значи, тоа е цела физиологија внатре која што се случува, ние гледаме само преку повторување. Прашање околу овој дел, за некој што може 5 или 10 згиба. Дали нешто не е јасно околу рецептов? Како да вежбам? Добро, ќе додадете нешто друго? Дали секој ден да вежба или не?
Што мислите? Дали е оправдано? Првата недела може би нема, втората да вежба секој ден. Само згибови. Не, мора одмор. 5 дена во неделата е доволно. Може и секој ден да вежба. Никаков проблем нема. Ако работи само згибови. Особено ако не оди на тренинг. Не се троши на друг некој начин. Колегата или колешката. Вие работите 3 до 4 серии со максимум отказ, тука 10, нема повеќе да бидат, затоа што очигледно не може да направат. Секој ден да ги работите, никаков проблем нема да имате. Втората недела може би ќе падне малку, така ќе почувствувате заморни раце или, но нема да има никаков проблем. Мало е волуменот е мал. Ако згибовите ги комбинирате со тренинг за сила и тука вклучите уште 7-8 други вежби, тогаш ќе биде проблем и тогаш би требало минимум некои 24 часа да имаме одмор за да може да акумулирате, да се направи добра суперкомпензација. Добра суперкомпензација како термин и за него ќе зборуваме. Значи да се направи добар опоравок. Но само ако работи згибови или склекови секој ден, не е никаков проблем. Методски вели 5-6 дена, еден ден да има одмор, ама имајќи во предвид дека телото може да трпи маратони еднаш неделно, 40 км истрчани, значи зависно како ќе го истренираме. Сега што правиме со овие што не можат еден згиб да направат? И колеги и колешки. Како они да вежбаат? Спомнавме, може ластик да стават. Може. Ниско вратило, да, може за почеток, прва недела. Дали они треба да работат, смеат да пробаат до отказ? Да пробаат барем еднаш да се дигнат. Да. Секако дека треба и кај нив може и тоа да биде една серија. Еднаш пробувам да се кренам. Една серија сум направил. Тоа е максимално, тоа е до отказ. Втората серија ќе пробам да се кренам, нема да успеам до таа височина. Третата исто така, четвртата исто така, еве ги 4 серии сум собрал. Немам ластик, немам ниско вратило, имам висока гранка на која што морам да се качам со скала. И како да го изведам ова, работам до отказ, повторно. Значи, изведувам движење, ама не можам да ја поминам брадата над пречката. Нема никаков проблем, доволно е да пробаш. Зошто? Затоа што после една недела или 10 дена ќе се крене до некаде, значи ќе успеам, ќе се акумулира, тоа е финтата, значи ќе се трансформира силовата способност што ја имаме како латентна димензија. Нешто ќе се намести внатре, ќе излегувам од комфортната зона и ќе можам да изведам движење со поголема амплитуда, ако не можам целосно да го изведам движењето. И е супер за проба, тие што не може да направат, например да си дадат задача. Не прозивам кој може, кој не може би беше добро да направиме едно тестирање, програма една, ако сакате може и така. Тие што не можат, нека пишат, јас не мора да пишуваат ништо, може да си запишат. Сами првиот ден колку серии работеле и дали успеале да стасат до половина или со брадата до пречка. И да секој тренинг да го запишуваат колку серии работат и да видиме за колку денови, всушност за колку тренинзи е многу поинтересно, затоа што може тренингот едниот со другиот да биде еден преку еден, значи понеделник па вторник да направи некојаш тренинг. Колку денови, колку тренинзи ќе им биде потребно за да успеат да направат еден згиб. И вака се прават истражувања. И тогаш може да кажеме 7 недели, 8 недели и така натаму. И колегите кои што се вклучија, најверојатно од своје искуство кажуваат колку им било потребно за некоја норма да ја постигнат. Многу е поедноставно еден згиб да постигнете, отколку од 2 или 3 згиба да стасате до 10 згиба. Ама и тоа се тренира, се вежба. И наша задача е да пробаме овие теоретски концепти кои што ќе ги учиме, да ги поминеме низ практичен дел. Значи, затоа и видите колку внимание посветив на овој дел. Затоа што додека траат предавањата во овој семестар, имате задача да пробате да подобрам од 0 згибови да пробам да направам 1 или 2 згиба, ќе направам зина 3 згиба, ќе се снимам и ќе кажам да, ова може да успее, затоа што успевало. Ако трнеме со идеја дека не, ова не функционира, тогаш сме ја погрешиле струката. Нашата струка треба да покаже ефикасен начин на трансформација на моторишки способности. Меѓу другото, значи вие ќе учите други елементи и предмети,
Но овој предмет би требало во 80-90% од информациите што ќе се споделат, како правилно да ги трансформирате моторичките способности ефикасно. Не зборуваме, значи не смее да има повреда, тоа е многу јасно. И едноставно на крај кога ќе кажеме што е ова, тоа е тренинг. Ја давам рецепт за тренинг. Нас идејата ни е тоа, да направиме успешен рецепт за тренинг. Како ќе дадам успешен рецепт за тренинг? Ќе читам, ќе се консултирам, ќе барам истражување. Например, истражувања, одам на Google, не знам нова дали ви го објаснував, одам на Google Scholar и што знам, Мартин Бушет, него го следам периодов и гледам што тој Бушет, што тој истражува, го профилот на Мартин Бушет. И вели, да, работи во фудбал, тимски спортови, high intensity тренинг и така натаму, има истражување. Чекај, вика, high intensity интервал тренинг, чекај зашто се работи ова, можам да го видам абстрактот и зашто он зборувал. После тоа може да ме интересира, например, да видам за 1RM тренинг. Тренинг програм. Така, ќе ми скоригирам. Тренинг овде беше, програм овде беше, би требало. Тренинг, професоре, напишете. Би требало да ми скоригира. Сега Google. ќе излезе. Не, можно да не го цитира, да чекай. Ке профил збарам. Да, ке профил збарам. Супер. Во профайли се барал и нема човек кој што се вика 1RM тренинг. Ме интересира како и колку недели, например, работеле, вика дека работеле, треба да го отворите трудот се, да не губиме време, вика ефектов од вибрацијски тренинг на 70% од 1RM. Значи, користете го Google Scholar и информации кои што се објавени во трудови. Ова е, например, објавено како труд во PubMed. Абстрактот е доволно да го прочитате, да видите како тренирале они. Ова зошто го споделувам? Затоа што кажав дека една од опциите е да читате трудови, што е најдобро, да читате книги. Трудовите се поефикасни од книгите, затоа што книгата кога се спакува, веќе трудов одамна е напишан, но овде, што може да видите, например, имам база на информации од нови трудови, кои што се, ќе да видиме вака, објавени 2023 година. Па дали ќе ми даде, 2023 година го пишува, 2023, значи тази информација, тази истражувања направени конкретно за нешто, смислив 1RM тренинг, но барате по клучни зборови. Втората идеја, разменувате искуства, ние ќе размениме искуства, дека не направивме официјално истражување, да беше официјално да го правиме официјално истражување, ќе го објавевме, сите ќе бевме автори, тие што вежбаат, тие што допринесуваат и ќе направиме доказ. И тоа се вели доказ. На тој начин и лекарите препишуваат рецепт. Кажуваат, антибиотикот треба да се пие тогаш и тогаш, затоа што они провериле дека тогаш има ефект да се пие. Така и ние треба да направиме рецепти, да направиме ефект, да го прикажеме ефектот преку истражување, за да знаеме како ефикасно се трансформира некоја моторичка способност. Затоа е добро да читате литература, затоа што веќе вакви рецепти се објавени претходно. Како да подобрам издржливост? Да, на тој линк па може после да се симне овде цело едно истражување кое што го работевме со колегата Јовановски, мој драг колега и пријател, и вели ефекти од примена на 4-неделна програма. 4 недели. Студенти на факултет за физичка култура се викаше факултетот тогаш. Точно сме дале насоки како работеле и во заклучоци што е добиено. Дека, мислам, колку проценти од нив, 80-90% од нив успеа да надминат нормата од 2400 метри, повторно се враќам тука, нормата е 2400 метри за колешките,
и 2700 метри за колегите. Што значи, може тамо да искористите информација да прочитате, но исто така можам да ви кажам дека за издржливост, сака некој да ми помогне да каже како се подобри издржливост? Имате идеја? Немам идеја како да подобрим издржливост. Например, ја би трчал, сега тука веќе максимум 2 до 3 пати во неделата. Значи, не повеќе од ова. Зошто? Затоа што ќе трчам како? Трчам, ајде овде горе ќе одам. На почеток, ако никогаш не сум трчал, 15 до 20 минути, со срцева фреквенција од, знае некој колку? Па мислам дека со годините, например со возраста се намалува од 220 секогаш е на -1. Толку е максималната срцева фреквенција. Одлично. Тоа е некоја многу не многу прецизна и точна формула, но може да се искористите. 220 минус број на години ќе ја добиете вашата максимална фреквенција. Број на години е еднакво на max heart rate. Ајде вака се вика heart rate max. И сега кога ќе добијам heart rate max, отприлика сте 20 годишни сите, значи тука би требало 200 да биде вашата срцева фреквенција. 80% од 200 е колку? 100. Колку доаѓа? 160 мислам. Така некако доаѓа. Што значи, ако трчам 15 до 20 минути со фреквенција од 60% до 80%, тоа е околу 140 до 120, ствари до 160 срцева фреквенција, иако е широк диапазон. Ја би ставил 70 до 80 или би ставил уште подобро, тоа ќе биде ако е под 80 точно. Да го најдам под 80, 75, 80 тука негде, тогаш оваа активност ако ја правам 2 до 3 пати седмично, ќе можам во наредните 4 до 5 недели, 4 до 5 седмици да очекувам дека ќе подобрам, сега не знам колку. Ако некој трнал со 1000 метри максимално Куперов тест, тогаш можеби ќе му требаат 6 или 7 седмици за да може да подобри. Ама тие што се околу 2000-2300, тогаш кај нив па некоја друга програма ќе даеме дека треба да прават интервален тренинг. Интервален тренинг, например, треба да биде 3 до 4 минути со срцева фреквенција, со heart rate кој што треба да е, како да го пишеме, поголем, со heart rate кој што треба да е поголем од 90% од максималната срцева фреквенција, од Max. Зошто? Затоа што тогаш ќе работат ми се мешаат латиница и кирилица, тогаш ќе работат во анаеробна зона и ќе прават интервали од 3 до 4 минути и вкупно нека бидат интервалите 4, 5, 6 интервала да подобрите. Интервален тренинг. Но ја би заостанал на овој дел. Значи, издржливост, пробајте 2 до 3 пати, нека биде 2 пати седмично, 15 до 20 минути, првата седмица. Од втора седмица нагоре, втора седмица, 20 до 25 минути. Океј, треба да стасате четврта и пета седмица, да стасате до 30-40 минути трчање. Кој интензитет? Тука негде околу 70, може пак вака да оставиме, 75 до 80%. Ако ви е тешко, намалете на 70. Значи, тоа во срцева фреквенција би било околу 160 да трчате, а ако ви е тешко, намалете на 150. Треба да издржите 15-20 минути. Ако ви е тешко и тоа, да, намалете. Поентата е на почетокот да се издржат 15-20 минути, а понатаму може да се играме со интензитет. Инаку, ако веднаш трнете оштро, нема ефект.
Така да за оние што не можат да го поминат Куперовиот тест со некои, така имаат 1500-2000 метри кај машките, кај девојколишките 1500 метри или така натаму, и не трчале подлог период, многу лесно 15 на минути, прв тренинг. Втор тренинг, многу лесно 20 на минути. Трет тренинг, ќе пробам 70%, значи тоа е неге 140-150 срца фреквенција. Нека не ве влече, како што велат во спортови со топка, да не ве повлече топката, значи да не ве повлече сега ќе да максимум. Тогаш нема да има, тогаш ќе направите воспалување, може и повреда некој ако трчате поред кеј и така натаму. Треба да бидеме ефикасни. Дајте си адаптација на телото од една седмица, втората седмица може да стиснете малку повеќе, ама ве гледате, не повеќе од 80%. Зошто? Затоа што тренираме аеробна издржливост. Аеробна издржливост. И таа може да ни помогне во подобрување на Куперовиот тест. Што е Куперов тест? Што тестираме со Куперов тест? Ајде, опа. Што направив? Share screen исклучив. Што тренираме со Куперов тест? Што подобруваме? Подобруваме VO2 максимум. Тоа е целата идеја на работење. Како се подобрува VO2 максимум? Преку подобрување на аеробни механизми или анаеробни механизми. Ова е веќе испит што ви кажувам, ама овие работи треба да ги знаете и не знам, за мене се интересни. Не може да завршам факултет, а не знам што се случува со Куперов тест. Дека е VO2 максимум, дека единица мерка за издржливост е VO2 максимум. Океј, имаме ли прашање во однос на ова? Значи, згибови, склекови исто се вежбаат. Згибови и склекови исто затоа што влегува во силина, репетитивна силина. Репетитивна силина. Океј, издржливост на некој друг начин се вежба. Може да пробате вие ако имате некоја друга варијанта, па да видиме дали ќе се подобри на тој начин. Не чекајте да вежбате од 20 мај понатаму, нема да функционира тоа. Испит на прва сесија, тие што нема да поминат практичен дел, немаат право на испит теоретски, што значи не може да го полагаат испитот. Значи, услов за да дојдете на теоретски испит е практичниот дел. Мора да ги положите овие три теста. Издржливост, силина и значи згиб и склек, праќате видеа, ве молам видеата да биде цела фигура на телото, од оздола до горе. Некој нека ве сними, ама да се гледа сеа, не да се гледа само брадата како мрда. Пошто не знам дали мрда брадата или мрда сликата. Видеото, мислам телефонот, од кај што ќе ве снимаат. Издржливост ми треба скриншот од апликација која што вие ќе си одберете. Куперов тест мислам дека објаснив, се работи 12 минути. 12 минути. За тие 12 минути може да истрчам 3500 метри. Да, ќе ги истрчам 3500 метри. А не да застанам на 2700 метри и да кажам ја истрчав за 10 минути. Тоа не е тест. Тогаш не може да ја процениме вашата VO2 максимум. Тогаш вие сте трчале 10 минути, а овие други ве трчале 12 минути. Исто како и ке згибовите, правилата на игра за издржливост се ке Куперов тест, значи работите праволиниско трчање во круг, како сакате. Може да биде на патека атлетска, 400 метри патека. Работите 12 минути. Добро загревање, загревањето треба да биде 20 на минути. Минимум. Добро загревање и 12 минути трчам со темпо со кое што јас можам да проценам дека можам да истрчам 12 минути. Во меѓувреме апликација на телефон, кога ќе тргнам да трчам, стискам старт, кога ќе помина 12 минути, не порано, не подоцна. Значи сега тука 12 минути 5 секунди плюс минус 10, ајде нормално е тоа, не може веднаш да стиснете. Тогаш ќе прекинувам апликацијата и после тоа сакате веднаш или како сакате во ваше време, пратете, значи не мора веднаш да него скриншотот да не ви побегне информацијата, за меморирајте, а негде ми треба скриншот од вашето трчање. Оставам на вас, возрастни луѓе сме сите, може да го најмите и Килиан Бургада се вика, ултрамаратонец, беше најдобар во свет, не знам сега дали некој го има подобрено. Килиан Журнет Бургада има VO2 максимум 90. Просечно најдобрите фудбалери имаат околу 60, максимум 70. 90 е, значи тоа 90 ретко кој да има, дури нордиските триатлови крос-кантри скијање, значи нордиско скијање имаат околу 80 до 85-6, тука негде 90 можеби некој. Човеков има многу. И например Монблан, јас со бругата го качивме и го спуштивме за 4 дена. Монблан,
4800 и тамо 80 метри, он го качува и го спушта за 4 часа од Шамони. И сега може и на него да му дадете да истрча, нема никаков проблем, ќе водам, но мислам дека сме возрастни луѓе. Секогаш, нели, овој делов е балканскиот менталитет наш, што се надевам ке вас нема да функционира и до сега не се покажало кај студенти наши, дека може да го зезнете професорот, секоја чест, зезнете го, но ја имам едно прашање. Што е поважно? Практичниот дел од испитот или теоретскиот дел од испитот? Теоретски. Точно. Значи, тука повторно може да го зезнете ако сакате, ама тога се зезнувате вие. Така да, оставам на вас овие насоки, прифатете ги, ако имате прашања, нели, прекинувајте ме, кажувајте и не би требало да имаме никаков проблем. Во текот на наставата исто така прашувајте, консултирајте се. Убаво ако имате прашања на на предавање да прашате, за да и другите колеги се добијат информации за овој дел. Дали е јасна изведбата на издржливост на Куперов тест, ја објаснив на кратко? И како да се вежба згибови склекови, како да се вежба за Куперов тест. Океј? Да, окей. Супер. Значи, Куперов тест уште еднаш, пробајте, може да се истестирате, на 2 недели направете тест. Едниот тренинг нека ви биде тест. Едниот тренинг од тие 2 дена или 3 дена седмично, последно, кога сакате, може и првиот ден од неделата, например, третата или четвртата недела, направете загревање Куперов тест, видете колку трчате и останете уште 10-15 минути да истрчате после Куперовиот тест. Со понисок интензитет, со пониска срцева фреквенција. Еве ви еден тренинг одличен. Нормално треба да сте здрави, тоа не треба да ви кажувам, но модерни времиња мора се да внимаваме, дека треба и тоа да го споменам, дека треба да сте здрави. Не трчете доколку има настинка или имате некаков проблем, било каков. Например, проблем со предметот антропомоторика ве нервира, не трчете, може да настане да ви се крене многу срцевата фреквенција. Литература. Ајде од тука. Книга Антропомоторика. Ја пуштам на Facebook. Ова е, ја мислам дека ги праќав овие информации, но ајде интегрално ќе ви ги пуштам уште еднаш. Од што ќе учите? Од книга по антропомоторика ќе учите. Има некои помошни книги ќе ги добиете како линкови, чисто да знаете на што се однесува. Што е ова сега? Значи се однесува на... Да, ќе ги добиете вака, па фолдер со книги за фудбал, па не знам, Human Kinetics книги. Значи, ќе имате материјали кои што може да си ги искористите за нешто. Минатогодишна преговора, да, можем да ќе ви оставам ветив уствари, нека биде така од минатата година предавањата, ако некој сака да ги слуша во свое слободно време, може да ги слуша. Така да покриени сте со литература. Во однос на литературата, ајде ова ќе го направам, кажав неколку пати, но ќе кажем уште еднаш. Книгата е со дозвола од професорот Јован Ивановски, автор на книгата. На сите кои сака да допрат знаењето, вратите секогаш отворени. Благодариме, така и треба да биде секогаш. Ако некој го интересира книга за кондицијски тренинг во фудбал, ајде може и тоа да се сподели. Че да видим само кај ама држете се сега до материјалите за предметот, а она другото може да го нека биде во иднина. Значи, ако ви треба, може и тој дел да го добиете како информација со комплетна програма и повторно се обработува трансформација на моторички способности специфично за фудбал. Значи, например, сакам да ми дадете програма за тренинг. Ајде, еве ви една програма за тренинг. По денови што да работиш? Дали ќе биде успешна кај секој фудбалски клуб и кај секој фудбалер? Нема. Ќе ви одговорам и на тоа. Нема да биде успешна, затоа што треба да се адаптирате спрема човекот. Треба да знаете какви капацитети има фудбалерот или фудбалерката или кошаркарката или одбојкарката или атлетичарот, за да можете да направите конкретно тренинг за него. Ама ако не ги знаете овие способности за кои што зборувам, и сега начнавме еден рецепт на ова предавање, се одложи поприлично, тогаш нема да знаете да поставите тренинг. Значи, дали да одберам
дали да одберам точно вежби од типот на значи да одберам кружен метод каде што ќе работат што? Баланс, па зошто баланс? Или зошто leg raise или дигање на нозе на вратило, која што е за преден дел на мускулатурата на телото, не е само за абдомен, туку е и за преден дел од нозете, нели? И после тоа работам баланс. Зошто да ги комбинирам така? Затоа што овде е заморени, овде треба да направам проприорецепција и можам да ги одморам, но сепак да биде вежбата во функција. Зошто да работам качување на јаже, а после тоа работам нозе, затоа што овде рацете се заморени, ќе му давам многу повеќе, минута, две повеќе одмор, за да додека работи нозе. Значи, овие моменти треба да се знаат, за да може да се направи тренинг, но идејата беше дека доколку некој е заинтересиран за оваа литература, нека пише и ќе ја добие и оваа литература. Во фолдерите можете да најдете книги кои што се интересни, некои од нив ги немам како линк, значи не се електронска форма, но може да се ископираат ако некој посебно ви интересира. Прашајте, па може да ви ја дадам да ја копирајт да го Не смееме да правиме копирајт, затоа не знам како да го формулирам делот и ви објаснив дека книгата е дадена со дозвола, но од друга страна треба да се снајдеме ако сакаме да добиеме информации, така да останува на вас. Јас имам толку. Имате ли некој прашање? Супер, еве, еден од колегите, Давид, има книгата во хартиена форма, одлично. Таа е таа книга. Супер. Имате ли прашање некој? Може би сум сам, никој не ме слуша. Се не е јасно. Океј, Redmi Note 9 Pro, ви благодарам. Океј, ја. За на крај, ако сакате, чисто може да се видиме, да си мафнеме, ја ќе престанам со снимање и да не биде дека само јас сум бил на час денеска.